Добра вечер, го следите дневникот на Канал Плюс. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Шеста година поред веничани го враќаат шмекот на традицијата од средината на 30-те години на 20-тиот век. Манифестацијата Тодорови трки денес ги наполни трибините на градскиот стадион во Виница. Поставување на каскада на горниот тек на река Отиња ќе ги спречи штетите во иднина при обилни врнежи. Во моментов се санираат штетите, а каскадата ќе се постави напролет. Вчера вечер се одржа ноќте на Штипските Оскари, на која заслужените 7 личности кои имаат дадено посебен придонес на квалитетот на животот во општина Штип се здобија со признанија. По медиумите се шират содржини од пораки кои биле испраќани преку кодови помеѓу семејството на Верушевски. Содржината на пораките е уште една потврда за случајот пуч. Погледнете во прилогот за што станува збор. Преку кодирани пораки, фамилијата на Верушевски комуницирала со Зоран Заев. Ова се информации кои излегоа на повеќе македонски сајтови. Според кодот, секоја буква на телефонската тастатура имала соодветен број, па така, на пример, за А е бројот 7, за Б е бројот 4, за В бил бројот 20, за буквата Г бројот 50 и така натаму. Пораките објавени на медиумите гласат вака. Порака од синот на Верушевски до неговата мајка пишува: "Татко ми е супер и го порача следново. Јас да почнам со бизнисот со Зајко и бомбата нека грми. Значи пренеси му на секого да си тера по планот, без пазарење со никого." Наредната порака гласи: "Рече, ние да сме обезбедени максимално. Договорот со Зајко знаеш и ти како беше договорено. Тоа значи јас ќе возам нова кола. Ти како си и како ти е таму? И кажи му на Зајко компјутер ми фалит. Уште еден адвокат или 10 се е џабе, без револуција џабе се", пишува во пораките. Сител телевизија пак објави нова порака од многуте кодирани меѓу семејството Верушевски. "Горане, супер, те поздрави, се разочарав од несериозноста од Зајко." Ваквото комуницирање кое излезе на виделина е уште една потврда за случајот пуч. Министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски денеска одговори на новинарско прашање во врска со кажаното на Заев. Тој вели дека снимките што беа вчера презентирани од СДСМ представуваат монтиран процес на странски служби, кои Зоран Заев ги користи за своји цели. А во врска со комплексот Космос, од Министерството велат дека тие работат согласно законот. Лидерот на СДСМ Зоран Заев на вчерашната пресконференција презентираше нови материјали од аферата со прислушкувањето. Тој тврди дека освен телефонските разговори преку мобилен биле следени и фиксните телефони како и мејл комуникацијата. Министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски денеска одговори на новинарско прашање во врска со кажаното на Заев, односно тој посочи дека снимките што беа вчера презентирани од СДСМ представуваат монтиран процес на странски служби кои Зоран Заев ги користи за своји цели. Кога имавме заеднички пресконференција со министерот Диме Спасов и со представникот на Црвениот крст, кажав што е моето мислење околу целокупната афера и сакам уште еднаш да потенцирам дека снимките кои беа вчера презентирани во јавноста представуваат монтиран процес на странски служби преку кои Зоран Заев ги користи за своји цели, односно неговата цел е да дојде по секоја цена на власт. Заев има една единствена цел, да создаде страв кај граѓаните, и затоа не е случајно тој во неговите изјави најпрво кажа дека 26.000 граѓани биле прислушкувани, а потоа каже дека биле 20.000 граѓани прислушкувани. Заев со неговиот тим не само што сака на еден нелегитимен начин да дојде на власт, туку и самиот се доведува во дефанзива служејќи им на странските служби кои прислушкувале во Република Македонија. Срамота е и жално е што СДСМ
секогаш се става на одбрана на тие кои го прекршуваат законот. Ова не е прв пат СДСМ да се става на страната на оние кои го прекршуваат законот. Во однос на случајот кој вчера беше презентиран, сакам да истакнам дека одговорно тврдам дека целосно е постапувано согласно закон, односно целосно е почитуван законот за градење. Бидејќи Министерството за транспорт и врски на 2 пати е прифати жалбата на Цановски и при тоа беше издадено одобрението за градење. Но после утврдување на фактичката состојба од страна на општината Газибава, зашто вчера имаше и соопштение општината Газибава, беше утврдено дека објектот не е во согласно со проектот. И заради тоа беше донесено тоа решение. Потоа беше доставена жалба до Министерството за транспорт и врски, која беше одбиена согласно член 69 став 3 од Законот за градење, а дека нашите решенија, односно решението на Министерството за транспорт и врски и општината Газибава се правилни, односно се согласно закон, покажува и самиот факт што компанијата сама ја повлече жалбата од управниот суд. Значи тие сами се жалеат од управниот суд и сами ја повлекоа жалбата. Исто така има изјава на самиот инвеститор дека комплексот е дивоградба. Во врска со случајот за комплексот Космос, Јена Киевски истакна дека Министерството исклучиво постапуваат согласно Законот за градење. Шеста година поред виничани го враќаат шмекот на традицијата од средината на 30-те години на 20-тиот век. Манифестацијата Тодорови трки денес ги наполни трибините на градскиот стадион во Виница. Општина Виница шеста година поред го продолжува негувањето на еден многу стар обичај, на една традиција која непосредно е поврзана со денешниот верски празник Свети Тодор, или кај нас младите невести го знаат како Тодорова сабота. Во услови кога се повеќе ни недостасува смејата, ведриот дух, забавата, макар и на најпримитивен начин, луѓето во ова напорно секојдневие како едвај да чекат издувен вентил да ја разбијат монотонијата на неизвестната екзистенција, а тоа уште еднаш се потврди со денешната посетеност на традиционалните Тодорови трки. Уникатните Тодорови трки се невообичаена синтеза на традицијата и спортот, на хуморот, дружењето и забавата. Духот на старите виничани живее преку оваа манифестација. Таа е одраз на соживотот и почитувањето на различностите. Одраз на староградскиот боемски дух присутен во градот Виница, на кој што и многу други поголеми градови можат да му позавидат. Манифестацијата Тодорови трки има еден квалитетен зародиш далечната 1926 година. Во почетокот на 20-тиот век биле организирани за кратко, пошто повторно доаѓа до прекин, а од 2009 година пак се вратија на сцената во Виница и 6 години бележат еден континуитет со голем интерес за учество и посетеност. Возрастните со трките се враќаат во детството, а младите генерации добиваат шанса да ги поднаучат заборавените традиционални игри кои останаа блокирани под тастатурата на компјутерите. Од некогашните 24 дисциплини, барем 15 се вратија на градскиот стадион, но сепак како најатрактивни овој пат беа клинкање на една нога, трчање наназад, трчање во вреќе, трчање на патерици, трчање со шишена глава, со јајце во лажица и секако трките со коњи и магариња. Како колективен спорт, внимание привлече дисциплината теглење јаже, во која силите ги одмерија 5 екипи. За сите дисциплини следуваа богати и вредни награди спонзорирани од приватниот сектор во Виница и делумно од Кочани и секако поддршката од организаторот, локалната самоуправа. Задругарството повторно е актуелно меѓу земјоделците во регионот. За да аплицираат пред државата или фондациите, земјоделските задруги треба да се пререгистрираат. Во Централниот регистар евидентирани се 11 земјоделски задруги во регионот, но за поголем дел од земјоделците, задругарството не е посакувана форма на здружување. Земјоделската задруга Илинден во Радање е формирана пред 11 години. Започна со производство на житарици, а денес располага со 10 хектари лозов насад, по 50 хектари пченица и јачмен, 35 хектари со пченка и 10 со луцерка.
Задругата е формирана согласно поранешниот закон за задругарство, кој овозможуваше нејзино регистрирање со ставање потписи на 3 до 5 основачи. Но во иднина, за да може да ги користи бенефитите од државата, ќе мора да се пререгистрира. Сега со новиот модел на земјоделските задруги што се регистрираат, значи мора да бидат тие земјоделци, индивидуални земјоделци, кои се регистрирани во катастарот на земјоделци, значи во подрачната единица, и можат да направат задруга, која задруга значи ќе има друг третман за разлика од нашите задруги. Во задругата постојано се вработени десетина задругари, а во времето на сезонските работи се ангажираат дополнителни 50 жители на ова село. Досегашните искуства се позитивни, но има и тешкоти од екстерен карактер. Се содруваме со еден проблем што во моментот значи немаме квалитетен семенски материјал и немаме квалитетни вештачки ѓубрива. Значи тоа што го добиваме, не знаеме што добиваме. Значи со цената го плаќаме, квалитетна цена даваме, меѓутоа не сме сигурни дали имаме квалитетен семенски материјал, дека е тоа прва сортна репродукција или дека се тоа оригинали или е па 10-та сортна репродукција. Формирањето на задругите е со цел окрупнување за полесно и поевтино наоѓање на репроматеријали и секако заеднички пласман на пазарот со она што ќе се произведе. За тоа кои се предностите на новиот начин на здружување, еве што вели председателот на Асоциацијата на земјоделци. 90% од вредноста на набавената механизација субвенционира владата. Тоа е навистина голем процент. Вкупната сума што може да искористи задруги за набавка на ваква механизација е 100.000 евра. Исто така помага државата и во раководење со самата задруга, менаџерот го плаќа 5 години. Во овој дел од државата во моментот функционираат над 10 задруги. На прашањето дали за задругарството доаѓаат подобри денови, Шаклев вели: Ни треба многу време за да се навикнеме и самите од себе да се убедиме дека задругарството е иднина на нашето земјоделство. Поставување на каскада на горниот тек на река Отиња ќе ги спречи штетите во иднина при обилни врнежи. Во моментов се санираат штетите, а каскадата ќе се постави напролет. Откако се стабилизираа временските услови и капацитетот на водата во река Отиња значително е намалена, од Лерит фондацијата започнаа со санирање на штетите кои настанаа со поплавите. Интензивно се работи за санирањето да заврши што побрзо, за да може да продолжи уредувањето на коритото Отиња до Ново село, односно до вливот во Бригалница. Во овој момент сега се работи на подигање на коритото, на минор коритото, онаму каде што беше критично. По завршувањето на овој дел, интензивно се продолжува во долниот дел на течението на река Отиња и јавното предпријатие ќе започне со изградба на минор и мајор корито во горниот дел на течението на река Отиња. Откако ќе се уреди коритото до Ново село, ќе се започне со уредување во делот од центарот на градот до јавното предпријатие ИСАР. На таа локација предвидено е поставување на каскада која ќе спречи излевање голема количина вода во услови на поројни врнежи. Во горниот дел на течението на реката, односно при самиот влез на течението на река Отиња, ќе се направи поголема каскада која што ќе спречи ќе спречи налет на водата и целта на таа каскада ќе биде водата да влезе мирно во течението на реката, односно на оној дел кој што поминува низ центарот на градот. Со оглед на фактот што се уште е неизвестно какви временски услови не очекуваат во наредниот период, за да се избегне неочекуваното, за поставувањето на каскадата ќе се чека пролета, кога се претпоставува дека нема да се случат обилни врнежи. Вчера вечер се одржа ноќте на Штипските Оскари, на која заслужените 7 личности кои има дадено посебен придонес за квалитетот на животот во општина Штип се здобија со признание. 4 години поред се одржува ноќ на Штипските Оскари, на која свечено им беа врачени признанија на 7 личности, кои се избрани не поради нивната функција која поседуваат. Овие 7 личности има дадено посебен придонес кој од значење за квалитетот на животот на нашата локална заедница.
Овој пат решивме тоа да го изведеме и на јавна сцена. Изборот е на нашите колумнисти, ние имаме 6 многу квалитетни колумнисти, половина се од Универзитетот Гоце Делчев, половина се познати јавни работници. Седнавме, видовме една листа од 15 кандидати, ја сведовме на 7, ги избравме едногласно и тие вечерва се тука со нас. Доделувањето на наградите голема радост за добитниците. Се чувствувам прекрасно, исполнето, гордо и единствено сум во Македонија, градот Штип е единствен што е работил ова предродилна подготовка. Многу ми е мила и драга оваа награда. Градот Штип нормално ми остана во сеќавање, големо сеќавање во мојот живот. Причина зошто го направивме тоа, прво ова беше иницијатива на градоначалникот на општина Штип, на господинот Илчо Захариев, кој побара донација од рудникот Бучим од камен со кој ќе биде озидано, регулирано речното корито на реката Отиња. Постоењето на ноќ на штипските оскари е мотивација повеќе и за други граѓани да дадат посебен придонес за подобрување на градот и општеството. Во Виница се отвори првата просторија за дружење и спортски активности на лицата со инвалидитет. Старите простории на Вавилон се целосно реконструирани и наменети за оваа намена. Поранешните простории на едукативниот центар Вавилон во зградата на спомен домот во Виница наскоро ќе бидат главното место за дружење и рекреација на 92 телесни инвалиди од општина Виница. Во тек е реконструкција на 2 поголеми простории и санитарни јазли и нивна адаптација на потребите на лицата со телесен инвалидитет. Влезната пристапна рампа е завршена, во тек е внатрешно уредување, а проектот е со подршка на откупниот центар за тутун Алијанса 1 и Црвен крст Виница. Ова е прва просторија која лицата со телесен инвалидитет ќе ја добијат за нивно дружење, односно понатамошно спроведување на нивни активности, односно напредување на нивната положба, нивни дебати, разни дружби, подготовка за спортски надпревари. Исто така тие ќе добијат дополнително некои реквизити за спортски настани. За членовите на огранокот мобилност, клубот ќе биде шанса за активирање на пасивното членство. Меѓутоа, општината треба уште да работи на подобрување на инфраструктурата. Имаме многу и пасивни членови кои апсолутно се затворени дома. И на начин со кој сакаме ние да постигнеме борбата наша на неколку активни членови од нашиот огранок, се нафатиме да издействуваме и благодарение на градоначалникот на општина Виница ни дозволија овие простори да ги користиме и да се надеваме дека во иднина ќе се мобилизираме се повеќе и повеќе, со тоа нешто ќе успееме да го извлечеме и пасивното членство. Реализацијата на овој проект чини околу 4500 евра, а дел од средствата ги покрива и организацијата на Црвен крст, како и општина Виница. Советот на безбедност на сообраќајот изготви акционен план во кој беа лоцирани конфликтните точки. Овој предлог беше представен пред Општинскиот совет. Во рамките на Советот за безбедност во овие 4 години, Советот за безбедност изработи акционен план во кој беа лоцирани конфликтните точки и овој предлог беше представен пред тогашниот Општински совет. Кои се тие точки и се што треба да се превземе во врска со тоа, Автомотосојузот честопат излегува на терен и даваат мерки како овие проблеми да бидат надминати во иднина. Во акционниот план се ставени тие точки, тоа се претежно крстосници во градот, некои простори, пешечки зони кои треба да бидат на еден или на друг начин оградени, како не би се дозволило преминување, измешување на пешачкиот со патниот сообраќај. Значи, се она што представува конфликт во сообраќајот. Основната дејност на Автомотосојузот во соработка со Републичкиот совет на Република Македонија е да влијаат на состојбите во сообраќајот и да ги надминуваат проблемите, како и да прават кампањи за подигање на свеста кај пешаците и возачите. Како преку организирањето на детските надпревари од типот на
детски семафор, техничка култура на млади, квиз, емисија, еве сега и најновата акција која ја спроведува Советот за безбедност за како безбедност кај децата и онаа основна парола нула жртви деца во сообраќајот. Ние за цело време настојуваме преку најразлични форми, апели, соработки со најчесто основните училишта да можеме да дадеме свој мислење, придонес во надминување на проблемите. Најчесто сметаме дека таа најмлада популација во суштина треба да научи уште од мали нозе да знае како да се однесува во сообраќајот, за да во иднија по одминатите години го применува тоа. Сепак општата констатација е премногу ниската култура во сообраќајот и поради токму оваа сообраќајна несовест се случуваат овие сообраќајни последици. Имено во секој град треба да постои, односно да има добар урбанистички план кој во основа го содржи сообраќајното планирање во секој град и секако да постојат поделби во секој град, како индустријски зони, стамбени и трговски и да биде изготвен соодветен проект план и во иднина да се реализира. Во рамки на меѓуграничниот проект Социјална кохезија меѓу училиштата Методи Митевски Брицо од Делчево и Кузман Шапкаров од Благоевград денес се одржа заедничко предавање на тема Идентитетот на наставникот во професионалната ориентација и советување на учениците. Со темата Идентитетот на наставникот во професионалната ориентација и советувањето денес во Делчево продолжи со реализација меѓуграничниот проект за социјална кохезија помеѓу средните општински училишта Методи Митевски Брицо од Делчево и Кузман Шапкарев од Благоевград, Република Бугарија. Професионалната ориентација е еден голем процес во кој што неминовно и со голема улога се вклучени наставниците и нивниот допринос е како значаен за развојот на нашите ученици, односно за изборот на нивно идно занимање. Бидејќи знаеме дека целите на образование е всушност да помогнеме во градењето на младата личност, како би можела да добие соодветни знаења, да развиеме способности и вештини, за да може да направи најдобар избор и успешно да се интегрира во општествената заедница. Од досегашниот тек на проектот, кој што има неколку фази на реализација, задоволство изразија и од двете училишта. Генерално сме задоволни од напредувањето на проектот, не само градежниот дел, еве денеска сме сведоци дека работиме и на социјалната кохезија, односно соработката на професионален план меѓу двете училишта, нашето Методи Митевски Брицо и училиштето Кузман Шапкарев од Бугарија. Значи се одвива според предвидената динамика и се надевам дека и во иднина ќе продолжи така. Темата на обучението е исклучително интересна. Навистина социјалната кохезија помеѓу двете училишта се одвива мощно и добро. Темата е интересна, а ни предстојат уште некои обуки со ученици, надпревари помеѓу самите нив, обуки кои ќе се случат во нашето училиште во Благоевград. Такива обученија предстојат во нашето училиште. Своето присуство како модератор на денешното предавање, Мика Илиева, како дел од Бирото за развој на образованието, го искористи за да го даде следниот апел до професорите. Во оваа прилика ќе апелирам на училиштата да дадат акцент и во вршењето на својата самоевалуација да ги вградат како приоритети, да ја вградат професионалната ориентација како еден неминовен приоритет, за да можат во денешно време, во услови на глобализација и да кажеме едно неверојатно движење и случување на работите во светот, на вистина да можат да им дадат вистинска помош на учениците. Инаку овој меѓуграничен проект, освен едукативен дел, има и инфраструктурен карактер. До крајот на оваа учебна година во средното општинско училиште Методи Митевски Брицо во Делчево ќе бидат доизградени 6 нови училници за функционирање на 5 ученички клубови во различни области. Од Институтот за јавно здравје велат дека бројот на пријавени случаи на грип и на заболувања слични на грип во земјава го задржал трендот на пораст и во изминатава недела.
Се очекува вирусот на грип да се одржува на високо ниво уште 2-3 недели, а потоа да опаѓа бројот на заболените. Ова се прогнозите од последниот извештај на Институтот за јавно здравје во земјава за состојбата со грипот, кој ги наполни ординациите и болниците со пациенти. Докторите велат дека оваа состојба трае веќе 3-4 недели. И покрај инфузиите и антибиотиците што им ги даваат на некои пациенти, тешко се намалува високата телесна температура. Таквата состојба на болните им трае од 6 до 10 дена. Од Институтот за јавно здравје велат дека бројот на пријавени случаи на грип и на заболувања, слични на грип во земјата, го задржал трендот на пораст и во изминатата недела. Вкупно 3326 новозаболени лица од грип и од заболувања слични на грип биле пријавени за една недела во земјава, односно од 16 до 22 февруари годинава, представува зголемување на бројот на регистрирани случаи во однос на минатата недела за 61,5%, соопштуваат од Институтот за јавно здравје. Епидемиолозите очекуваат активноста на вирусот на грип да се одржува на високо ниво уште 2-3 недели пред да почне да опаѓа бројот на заболени. Најголем број заболени лица на месечно ниво се пријавени во февруари, а за 3 недели се регистрирани 7037 лица или 50,7% од вкупниот број заболени. Докторите предупредуваат да се избегнуваат контакти со лица што имаат влошена здравствена состојба, висока температура и кашлица, како и да внесуваат храна полна со витамини и минерали. Потенцираат особено децата редовно да ги мијат рацете со сапун и вода. Дебата во соседството е новиот мултиетнички проект кој го организира Сдруженијето на мултиетничко општество. Проектот е интернационално дебатирање, во истиот се вклучени општините Куманово, Берово и Тетово. Сдруженијето на мултиетничко општество за човекови права од Штип заврши со проектот насловен како Дебата во соседството, кој го работат заедно со партнерите од другите градови. Проектот представува интернационално дебатирање, при што се вклучени и општините Куманово, Берово и Тетово. Имавме завршен настан, а тоа беше јавен дебатен турнир, каде што нашите младински дебатни клубови од средношколци и студенти дебатираа со нивните врсници од овие градови. И можем да кажем дека сега имаме иницијатива за продолжување на самиот проект, а секако и проширување на активностите кои што би можеле да вклучат повеќе млади, а исто така да можат да дебатираат и со другите дебатни клубови кои што постојат во Република Македонија. Покрај дебата во соседството, организацијата работела и на национален проект насловен Остварување на правата на ромите. Тоест на детските права, каде што во пред Нова година имавме една национална конференција на која што 6 организации кои што сме партнери во истиот проект, дадовме одредени проблеми кои што ги имаат пред се самата заедница, пред се нашата организација го презентираше делот кој што се однесува за деца без документи. За решавање на проблемот деца без документи се работи како на локално, така и на национално и меѓународно ниво, бидејќи одредени предмети се од меѓународен карактер. Со активностите, со овој проект ќе се продолжи, во текот на оваа година, каде што исто така ќе имаме одредени активности кои што ќе следуваат. Од Сдруженијето на мултиетничко општество велат дека и во тековната година ќе продолжат со активности, односно проекти поврзани со подобрување на правата на ромите. Ова беше се за денес во Дневникот на Канал Плюс. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер со нашата програма.